Убаво неделно утро, а уште поубаво е тоа што се дружите заедно со нас во нови 30 урбани минути. Останете тука, почнува новиот урбан блок, и ве што ќе гледате во него. Во новиот урбан блок зборуваме на тема лекување со клеточни сигнали, како да се справите со осаменоста и како да препознаете интолеранција на храна. Останете тука, по рекламите почнува новиот урбан блок. Клетките се во постојана комуникација со нивната надворешна средина и тие постојано ни носат одредени информации. Дали знаете дека можете да ги искористите овие клеточни сигнали и во насока на лекување? Како? Ке ни откријат нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика во продолжение. Зборувавме до сега или малку начнавме темата како се пренесува информацијата или како таа делува. Преска кога се спремавме или кога разговаравме за ова интервју, зборувавме дали иднината во медицината или веќе е сегашноста, така да веќе може да престане да се зборува на тема дека иднината него станува збор за веќе реалност или денешната можност за лекување по пат на давање на инструкции на клетките, без при тоа да се користи хемиска супстанција или некаков електричен импулс. Така да тоа е во основа тоа што би можеле сега малку да го објасниме поточно, како ние делуваме на клетките и што значи во основа делување врз клеточна функција или врз нашиот организам со информации. Значи, како што спомнав, не се користи електромагнетно поле, или луѓето се научени да размислуваат гром, струја или нешто што го придвижува одреден уред или батеријата во телефонот, значи не станува збор за тоа, не станува збор исто така за хемиска супстанца, или тоа се оние таблетки или апчиња што ги пиеме со кои што помагаме организмот да дојде во одреден хемиски баланс, или доколку е во дисбаланс или да направиме некаква супресија ако имаме одреден проблем и да не проширувам таа тема, него ние делуваме на буквално истиот програмски клеточен јазик на кој што клетките зборуваат, односно на истото писмо, на истиот запис или код што е запишан во нашата ДНК. Затоа кога зборувавме за генетски заболувања, кажавме дека тие се лекуваат и се третираат, а се лекуваат и се третираат само на овој начин. Значи, хемиската супстанца не може толку специфично и точно да даде инструкција на ДНК-та за да ја промени функцијата, исто така електромагнетниот импулс. Така да лекувањето се врши по пат на давање на точни, прецизни, специфични информации на даден орган, на дадени ткива или делови од органи, зависно што сакаме да постигнеме. Така да тоа е накратко што би се кажало на лекување во денешницата, односно иднината денес. Да, видете, веќе во последно време, последниве години, веќе драстично се менува. Доколку пред неколку години не се користело AI, така, веќе вештачка интелигенција станува дел и се повеќе ќе станува дел од нашите животи. Квантните компјутери, доколку беше направен еден пред не знам колку години и се уште во експериментална, да кажам, варијанта, веќе квантните компјутери се користат толку многу за да може да се направи квантен интернет, за да се направи телепортација. Значи, самата технологија со таков подем и одење напред во една ера во која што можеби ќе стигнеме и да веќе и храната да биде направена со 3D принтер. Значи, е апсолутно нормално да и во поглед на лекувањето драстично се променат нештата. Технолошкиот развој оди рака под рака со развојот во медицината. Значи, досега се каснеше или можеби се каснеше на глобално ниво, но во изминативе години веќе тоа е брза трка на одредени компании или одредени научни тимови кои што пласираат веќе и како функционални готови решенија во продажба или веќе постојат повеќе вакви клиники или ординации кои што се бават со лекување од овој аспект. Да, вештачката интелигенција нас многу денеска ни помага околу дијагностиката, за да имаме уште подлабок, уште пообемен или поспецифичен увид во тоа што се случува. Статистика побрза, да кажеме, прави. Исто така помага и доста советодавно тема што све да се даде од клеточен програмски јазик, односно како сигнал за лекување. Сакам да кажам дека се ова што можеби до пред неколку години ние што го зборуваме звучеше како ново, иновативно и непознато. Со овој брз подем на технологијата и овој начин на прогрес на работите што ќе апсолутно ќе не го промени начинот на живот. Значи, ова што ние го правиме веќе, верувате, веќе не е ново. Туку е сосема нормално. Тоа беше разговорот, да. Пред 15 години беше иднината денес или нешто таква некоја
како да кажам, или слоган може се извлече. Ама денеска веќе да, за 15 години се променија многу работите. Поготово после COVID, нели, целата таа, како да кажам, светска глобална криза, работите се забрза уште повеќе на оваа тема, затоа што луѓето сватија дека тој аспект на лекување не е единствениот и не е нели добриот. Да, апсолутно е нели и текако потребен. Јас би кажал една кратка статистика или би објаснил дека 10% хемиска супстанца е иднината нели од оваа веќе развојна точка, 10% е хемиска, односно хируршка интервенција и 80% е веќе лекување или превенција на заболувањето од овој аспект. Значи збориме сега за некои 10-15 години визија, нели што би требало да се достигне. И веќе сите би центри требало да биде нивото, да. Сите центри веќе работат на регенерација, користејќи ги овие можности, еве, како што зборуваме. Замислете кои ќе се можностите на еден квантен компјутер ако треба да изнајде решение за некоја состојба, што во иднина верувам дека ќе се користи во медицината, тој ќе го скрати патот затоа што тој во една анализа ќе може да најде веднаш решение за одредена состојба, а тоа ќе биде 5 минути во замена за 100 години работа на еден компјутер. Значи сакам да кажам, ова што го правиме е сега можеби основата во која што дефинитивно ќе се развива медицината и начинот на лекување. Па не само медицината, еве, велнес индустријата и индустријата за разубавување веќе има повеќе алатки, нели, или велнес продукти кои што се базираат на оваа основа што ние денеска зборуваме. Се чувствувате лошо, имате надуеност, болки во стомакот, главоболки или замор без причина. Направивте тестови, а резултатите велат се и во ред. Само што вашите тегоби се уште не исчезнуваат. Ова е моментот кога треба да се запрашате дали можеби страдате од нетолеранција на храна. За разлика од алергиите кои лесно се препознаваат и потврдуваат со тестови, нетолеранциите се подмолни и често остануваат скриени. Затоа, кога лабораторијата не дава одговори, а телото се уште испраќа сигнали, вреди да се размисли што јадеме. Кога е време да се посомневаме во нетолеранција на храна? Симптомите можат да бидат различни и често се појавуваат со задоцнување, што го отежнува препознавањето. Најчесто се гастроинтестиналните, надуеност, гасови, болки во стомакот, диареја или запек, гадење и чувство на тежина по јадењето. Некои луѓе исто така пријавуваат симптоми кои воопшто не го вклучуваат дигестивниот систем. Главоболки или мигрена, замор, проблеми со концентрација, промени во расположението или осип на кожата и црвенило. Токму поради овој нејасен образец е важно да се обрне внимание на повторувањето на симптомите по одредена храна и да се поврзат преку дневникот за храна, бидејќи тестовите честопати не покажуваат јасно за што станува збор. Зошто нетолеранциите не се препознаваат на стандардните медицински тестови? Ситуацијата е следна. Се чувствуваме лошо иако сите здравствени тестови ни покажуваат дека се е во ред. Потоа се појавува прашањето: дали е можно за тоа да стои нетолеранција на храна? За разлика од алергиите кои вклучуваат реакција на имунолошкиот систем и лесно се потврдуваат со стандардни тестови за алергија, нетолеранциите често се невидливи. Тие не активираат типични имунолошки маркери и затоа не можат да ги се детектираат со класични кожни тестови или крвни тестови. Симптомите како што се надуеност, болки во стомакот или диареја се претежно функционални по природа и не се придружени со промени што може да ги евидентира лабораторијата. Дополнително на конфузијата е тоа што психолошките фактори како што се стрес или вознемиреност можат да го зголемат чувството на непријатност по јадењето, давајќи му на пациентот впечаток дека проблемот е сериозен, дури и повеќе отколку што сугерираат тестовите. Затоа, кога симптомите се повторуваат и покрај нормалните наоди, важно е да се сомневаме во нетолеранција и повнимателно да се следи односот помеѓу храната и реакцијата на телото. Најпозната од сите е нетолеранцијата на лактоза, која се јавува поради недостаток на ензимот лактаза, кој доведува до надуеност, гасови и диареја по конзумирање на млечни производи. Сличен проблем постои и со фруктозата, каде што на телото му е тешко да го разгради овошниот шеќер, па затоа се јавуваат слични проблеми. Нетолеранцијата на хистамин се јавува кога на телото му недостасува ензимот DAO, кој го разградува хистаминот, па главоболките, осипите и лошото варење се појавуваат по јадењето одредена храна. Покрај тоа постои нецелијачна чувствителност на глутен. Симптомите личат на целијакија, но тестовите и биопсиите остануваат нормални.
IBS или синдромот на иритабилни црева исто така предизвикува непријатност поврзана со храна, иако нема органско оштетување. Сето ова е дополнително под влијание на нерамнотежната на цревната флора, што може да ја зголеми чувствителноста на различна храна. Па што да правиме ако се сомневаме на нетолеранција на храна? Кога се сомневаме на ваков проблем, првиот чекор е да обрнеме внимание на шемите, кои намирници најчесто се придружени со непријатни симптоми и колку често се повторуваат. Водењето дневник за храна може да биде вредно бидејќи помага да се види врската помеѓу одреден оброк и тегоби како што се надуеност, болки во стомакот или главоболки. Следниот чекор е елиминацијска диета, односно привремено отстранување на сомнителните намирници и нивно постепено враќање со цел да се следи реакцијата на телото. Важно е да се нагласи дека ова треба да се прави под стручен надзор, бидејќи само иницијативното елиминирање на неколку групи на храна може да доведе до нутритивни недостатоци. Затоа е препорачливо да побарате совет од гастроентеролог, алерголог или нутриционист, кои можат да помогнат во креирањето на балансиран план на исхрана и доколку е потребно да спроведат дополнителни тестови. Најважно е да го слушате вашето тело, но и да се потпрете на стручно водство, за да биде решението безбедно и одржливо на долг рок. Осаменоста веќе долго време се третира повеќе како емотивно чувство отколку како сериозен здравствен проблем. Меѓутоа, во последните години експертите ширум светот се повеќе предупредуваат дека хроничната осаменост може да има сериозни последици по менталното и физичкото здравје. Во 2025 година, осаменоста е официјално признаена како проблем со менталното здравје, што е важен чекор кон незината сериозна дијагноза и третман. Неодамнешните истражувања покажуваат дека луѓето кои се чувствуваат изолирани имаат зголемен ризик од депресија, анксиозност, па дури и самоубиствени мисли. Социјалната изолација или недостатокот на длабоки и квалитетни меѓучовечки односи се исто така поврзани со физички проблеми, вклучувајќи срцеви заболувања, висок крвен притисок и дијабетес. Истражувањата покажуваат дека продолжената осаменост може да го забрза когнитивниот пат и да го зголеми ризикот од прерана смрт. Експертите сега го нарекуваат епидемија на современото општество, бидејќи во повеќето развиени земји бројот на луѓе кои се чувствуваат осамено е алармантно висок. Една од клучните причини за ширење на овој проблем е дигитализацијата и прекомерното користење на социјалните мрежи. Иако поврзувањето на интернет може да действува како социјална интеракција, истражувањата покажуваат дека несоодветната или површна комуникација често ги зголемува чувствата на изолација, особено кај младите луѓе. На годишната конференција на Американската психијатриска асоциација во 2025 година, експертите истакнаа дека младите кои поминуваат повеќе време на социјалните мрежи имаат поголема веројатност да се чувствуваат осамени и вознемирени. Како да ги препознаете симптомите на осаменост? Симптомите на осаменост можат да бидат и физички и емоционални, а понекогаш е тешко веднаш да се поврзат со социјална изолација. Најчестите знаци вклучуваат чувство на празнина или тага и постојана потреба за поврзување со другите, но чувство дека никој не разбира или не поддржува. Луѓето кои често се чувствуваат осамено доживуваат и промени во однесувањето. Тие се повлекуваат од социјалните активности, избегнуваат контакт со пријатели и семејство или се чувствуваат отуѓени дури и кога се обкружени со луѓе. Физичките симптоми може да вклучат хроничен замор, несоница, главоболки, намален апетит или варење. Ментално може да се појави анксиозност, раздразливост, депресивно расположение или чувство на беспомошност. Еден од важните знаци е влошувањето на способноста за концентрација или мотивација за секојдневните активности. Долготрајната осаменост го зголемува и ризикот од посериозни здравствени проблеми, вклучувајќи висок крвен притисок, ослабен имунитет и хроничен стрес. Раното препознавање на овие симптоми овозможува навремено барање поддршка, без разлика дали преку разговор со најблиските, психотерапија, групни активности или промени во животниот стил, кои ја подобруваат социјалната поврзаност.
Професионалците сега можат формално да препорачаат третмани кои вклучуваат социјална поддршка, терапевтски групи, ангажман во заедницата, па дури интервенции кои помагаат да се воспостават подобри меѓучовечки односи. Целта не е само да се намали чувството на изолација, туку и да се спречат сериозните здравствени компликации што тоа ги носи. Важно е да се нагласи дека осаменоста не е знак на слабост или индивидуална грешка. Тоа е сериозен проблем кој може да влијае на секого, без разлика на возраста, социјалниот статус или средината. Отворен разговор за осаменоста, едукација на јавноста и создавање простор за квалитетна интерперсонална интеракција се клучни чекори во превенција и лекување на оваа состојба. Со оглед на сите работи, јасно е дека општеството мора да посвети поголемо внимание на овој проблем. Осаменоста повеќе не е само чувство. Таа е препознаена и сериозна закана за менталното и физичкото здравје. Поддршката од заедницата, професионалната помош и зајакнувањето на социјалните врски сега стануваат витален дел од борбата против овој современ феномен. Тоскана се наоѓа во централниот дел на Италија. Бидејќи Италија е обликувана како чизма, Тоскана е речиси во горниот лев агол на таа чизма. Двата најголеми аеродроми во Тоскана се наоѓаат во незините најважни градови – Фиренца и Пиза. Секогаш проверувајте цената на билетите за летовите од Будимпешта, бидејќи тие можат да бидат многу поевтини за периодот на вашето патување. Сега има ефтини летови и кај нас, така да и овие места се сосема достапни. Сепак оние кои сакаат да ја посетат Тоскана во целост или барем да се обидат, сами одлучуваат за своето возило. Така што добра опција е и ова. Во тој случај се препорачува престој во тосканските домаќинства. Прекрасни и стари италијански вили потопени во бајковита природа. Добрата стара букинг резервација ќе ви помогне да го најдете најприфатливото и најубавото сместување на секаде во Тоскана. Најефтино време за посета на Тоскана е помеѓу ноември и март, но тогаш повеќето хотели и ресторани се затворени, особено на морскиот брег. Врвната сезона е во мај, јуни, септември и октомври. Тогаш цените се дури 50% повисоки во однос на другите месеци. Април е најидеалниот месец за посета на Тоскана кога станува збор за времето и цените. Најскапо е да се посети Тоскана околу Божик и Великден. Тоскана не само што е убава, туку е и вкусна и неверојатна. Вината од Тоскана се првенствено одговорни за вкусот и магепсувањето. Познатите црвени вина од Тоскана се направени од специјална сорта на грозје, уште позната и како крвта на Јупитер. Поради својата разновидна микроклима, различни видови на грозје успеваат во Тоскана, така што историјата на производство на вино овде е импресивна и датира многу одамна. И денес има семејства кои повеќе од 500 години континуирано се занимаваат со лозарство и винарство. На прашањето што прво да се посети во Тоскана, одговорот е едноставен – винарии. Една од полуксузните винарии се наоѓа во градот Сан Джимињано. Овде можете да ручате, вечерате, да ги посетите лозијата, да тргнете во потрага по тартуфи. За 60-минутен престој во винаријата со дегустација на вино треба да се издвојат 12 евра по лице. Оваа винарија организира околу 29 активности за деца и возрастни. Во винариите ве учат како да го доживеете и почувствувате виното, не само како да го пиете. Ке научите нешто за историјата на производство на вино, како и за староста што се чувствува за оваа работа. Ке научите за подемите и падовите на работата. Тоскана е една од светските гастрономски дестинации, на листата на 10 најдобри гастрономски дестинации во Европа што ја објави порталот TripAdvisor. 5 градови се од Италија, а Фиренца е на првото место. Тосканските специјалитети одат рамо до рамо со врвните вина. 4 најважни состојки на тосканската кујна се коралеп, месо, вино и маслиново масло. Тосканците користат граф во своите јадења на најкреативните можни начини. Со многу љубов и внимание се пристапува и кон тестенините, како и со свежиот зеленчук. Тоскана е позната по своите сирења: качиота, направено од кравјо млеко, пекорино од овчо млеко, равиџоло од кравјо или овчо млеко, рикота од овчо, кравјо или козјо млеко и каприно од козјо млеко.
Постојат стотици варијации на сирење врз основа на овие споменати. Што се однесува до зачините кои се користат во готвењето, најмногу се користат мајчина душица, жалфија и рузмарин. Тоскана е позната по тартуфите, па многу од незините јадења ја содржат оваа скапа печурка. Што се однесува до месото, тосканците предпочитаат дивеч. Од дивеч прават и дебели супи. Сакаат да готват дивеч во вино. Еден од месните специјалитети е фирентинскиот стек, кој всушност е подебело парче месо кое се пече на скара, на маслиново масло и се служи полукрваво само со бибер и сол. Некои од јадењата кои треба да ги пробате се и салата од граф и туна, салата од бајат леб и пилешко со пармезан и спанаќ. Што се однесува до десертот, најпознат е панфорте, кој се прави од зашекерено овошје, цимет, мед, бадеми и на крајот е зачинет со ѓумбир и карамфилче. Има и кастанјацио, торта со костени и букелато, торта од ананас. Покрај Фиренца, главниот град и лулка на ренесансната уметност, по Тоскана се наоѓаат и други градови: Пиза, Ливорно, Сиена, Прато, Лука. Меѓу одмаралиштата, најпознато место е Виареџо, а најпосетуван град е Сан Џимињано. Островот Елба припаѓа на Тоскана. Се чини дека Тоскана е најпозната низ светот по кривата кула во градот Пиза. Пиза е 80 километри од Фиренца, а 10 километри од морето. Градот Пиза е мал и тивок универзитетски град кој вреди да се посети, поради своите уметнички и архитектонски богатства. Кога размислувате што да посетите во Тоскана, кривата кула во Пиза треба да биде на врвот. Кривата кула е убедливо најсложената зграда во светот. Тоа е всушност камбанаријата на катедралата. Изградбата на камбанаријата започнала во 12 век, а на самиот почеток на изградбата камбанаријата се навалила бидејќи на местото каде што тоне земјата бил удрен темелот на катедралата. Кулата била завршена во 1350 година и од тогаш секоја година се навалува по 1 милиметар. Во 1990 година беше затворен за посетители бидејќи не беше безбеден за туристите. Сепак архитектите успеале да го решат проблемот и денес кулата е повторно отворена. Се верува дека кулата ќе биде стабилна за посетители во следните 200 години. Кулата има и 294 скалила, па со лесно. Следно на листата за посети во овој дел од светот е островот кој што се наоѓа во Тоскана. Островот Елба припаѓа на областа Ливорно и е на 20 километри од брегот. До островот се стигнува за 1 час со траект. Елба е еден од најголемите острови на Тосканскиот архипелаг. Наполеон поминал известно време, односно 1 година на Елба откако бил протеран од Франција. На островот има 2 музеи посветени на неговиот престој на Елба: Вила Сан Мартино и Вила Молини. На островот има планина наречена Монте Капане, на чиј врв е прилично студено во зима. Остатокот од островот се карактеризира со медитеранска клима. Тука има и помал аеродром кој е поврзан со поголемите аеродроми во Италија и Швајцарија. Најголемиот град на островот е и првиот што се гледа кога се приближувате со траектот. Во минатото домородци изградиле утврдување околу градот за да го заштитат од пиратските напади. Во септември на островот се одржува фестивал на џез и класична музика. Културните настани најчесто се организираат во Стара црква, претворена во театар. Островот меѓу туристите е познат и по своите плажи, песочни и карпести, од кои скокањето во кристалното чисто море е приказна за себе. Во близина на градот има и 2 прекрасни песочни плажи – Биодола и Пунта Пина. Во близина на овие плажи има хотели и ресторани. Каволи е песочна плажа популарна кај тинејџерите. Дозволете и на Тоскана да ве опива со вина, да ве нахрани со свежо овошје и да ве освежи со чистото море, да ве воодушеви со својата архитектура и да ве стопли со медитеранското сонце. Тука е крајот на нашето денешно 30-минутно дружење и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај. Ние се гледаме повторно следната недела со нови и уште поинтересни содржинија, до тогаш не заборавајте да бидете урбани.